Вечерва Бразил и Хрватска ќе го означат почетокот на 20-тото светско првенство во фудбал што од денеска до 13 јули ќе се игра во Бразил по втор пат по 1950 година. Најуспешната земја на сите времења покажа низа на слабости во подготовките, навестувајќи можни проблеми во организацијата и за време на самиот мондијал. Стадионите се уште се недовршени, а такви ќе останат и по крајот на шампионатот поради хроничниот недостаток на пари и големо незадоволство на градежните работници кои се речиси постојано во штрајк барајќи поголеми дневници и подобри услови за работа. На светското првенство во Бразил ќе настапат вкупно 32 репрезентации поделени во 8 групи. Мечевите ќе се одиграат на 12 стадиони во изброј на градови. Најголем фаворит е Бразил пред Аргентина и Шпанија, додека дебитант е репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Адидас повторно изработи топка и за ова светско првенство популарната бразука. Најголемо внимание предизвикува системот за нављудување на гол линијата, со што ќе треба да се избегнат судиските грешки околу признавањето или непризнавањето на евентуалните погодоци. Очекуваме одличен почеток на светското првенство на она што може да остане запомнето и како највозбудливо, но и најскапо светско првенство досега, каде се потрошени милиарди долари. ФИФА го зголеми наградниот фонд за учесниците на светското првенство во Бразил на 422 милиони евра, што е за 2 милиони повеќе од наградниот фонд на мондијалот во Јужна Африка пред 4 години. Репрезентацијата која ќе ја освои светската титула ќе заработи 25,7 милиони евра, а финалистот 18,3 милиони евра. Третото место носи заработка од 16,1 милиони евра, а четврто место вреди 14,6 милиони евра. Репрезентациите кои надпреварите на мондијалот ќе ги завршат во групната фаза ќе добијат по 5,8 милиони евра. Пласманот во осми на финалето носи заработка од 6,6 милиони, додека четвртфиналето се наградува со 10,2 милиони евра. ФИФА го зголеми со така и фондот за клубовите од каде доаѓаат фудбалерите кои ќе настапат на мондијалот на 50 милиони евра, а обезбеди 70 милиони евра како обештетување во случај на повреди на фудбалерите. Купните приходи на ФИФА од светското првенство во Бразил ќе изнесуваат скоро 3,6 милиарди евра, додека трошоците ќе изнесуваат околу 1,7 милиарди евра. Слободно можеме да кажеме дека ова светско првенство во Бразил ќе биде најскапото светско првенство досега во историјата на светските првенства. Италијанецот Роберто Манчини официјално повеќе не е тренер на турскиот гигант Галатасарај, откако спогодбено двете страни го раскинаа договорот. Манчини пред 8 месеци пристигна во Истанбул, а договорот му траеше до 2016 година. Раководството на клубот сака да му се заблагодари на Манчини и да му посака среќа во понатамошната работа, соопштуваат од Галатасарај. Манчини откри дека решил да се замене бидејќи клубот не можел да ги следи неговите амбиции и барања за трансфер периодот ова лето. Нью Йорк Рейнџерс го совада Лос Анџелес Кингс со 2 спремедени намали на 3 спремеден во победи во финалната серија од НХЛ лигата во борба за Стенли купот. Домашниот тим одлично стартуваше, но Кингси се обидува да се вратат во втората четвртина. Кај Рейнџерси на голот беше феноменалниот Лундквист, кој забележа дури 40 одбрани и беше најзаслужен за победата на Рейнџерси. Нью Йорк Рейнџерс победи во 8-та минута од надпреварот со голот на Бене Пулио, а во вториот период предноста ја зголеми Мартин Сент Луис. Тимот од Лос Анџелес со голот на Браун намали на 2-1 и во продолжението ја контролира играта и одлично напаѓа, но нема решение за расположениот голман на Нью Йорк Рейнџерс Лундквист. Серијата продолжува утре во Лос Анџелес, а доколку биде потребен 6-ти надпревар, ќе биде одигран во понеделник, додека 7-миот или мајсторката се игра во среда.